Првото вклучување на лице место ќе го одбележиме денешниот ден, односно меѓународниот ден на здравјето, а фокусот ќе го ставиме на детското здравје. Ќе дадеме совети за тоа како да го зачуваме здравјето на најмалите, колку всушност е важно да ги носиме редовно на прегледи, но се разбира и колка е важноста од редовна вакцинација. Многу повеќе на оваа тема за детското здравје во продолжение слушаме од педијатар доктор Мира Атанасов. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро и добро ве најдов. Навистина ми е драго што имаме можност да говориме за најмалите, токму на овој ден, меѓународниот ден на здравјето. Тука ќе ве прашам кои се најчестите здравствени проблеми кај самите дечиња? Вака, децата се нашето најголемо богатство. Знаат сите, најголемо богатство и за едно семејство и за една држава. А ние педијатрите сме тука, нели, да се грижиме за нивното здравје, од најмали нозе да ги пораснеме во здрави индивидуални единки. Многу голем акцент во денешно време посветуваме на првите 1000 дена од животот на детето. Тие први 1000 дена всушност значат од зачнувањето, од концепцијата на едно мало, на едно бебенце, додека нели мајката го носи во утробата, тие се точно 270 дена и наредните 2 години. Зато велиме првите 1000 дена во животот на едно дете се најважни на свет. Сите педијатри се трудиме, нели, да редовно ги контролираме со нивниот раст и развој. Месечно еднаш првата година им правиме мерки, тежина, должина. Се трудиме да советуваме правилен начин на исхрана. Знаеме дека секогаш прво најчесто ќе го спомнеме мајчиното млеко, и тоа е природната исхрана за децата, како што природата дала. Мајчиното млеко нема замена, нема цена, тоа е еден благодет едно дете да го цица од мајката барем првите 6 месеци. Потоа преоѓаме нели на двоврсна исхрана. Исхраната секако да ја спомнам дека е најважна во почетокот на растот и развојот на едно детенце. Затоа што после 6-тиот месец ќе воведеме ние други продукти, соодносот ќе го правиме заедно со родителите, мастите, протеините, јаглените хидрати или во кој сооднос ќе бидат застапени. После првата година дозволуваме дечињата ќе јадат веќе храна што е типична и за возрастните и полека значи го следиме тој нивен раст и развој. Меѓутоа се наоѓаме пред доста предизвици во денешно време. Децата веќе растат со технологија, растат со дигитална технологија, апарати. Нашиот совет е секогаш до родителите да не дадат такви уреди на децата барем првите 5 години во животот, меѓутоа верувајте тоа е многу тешко денешно време. Кај нас на преглед доаѓаат заедно со детето и со мобилниот телефон. Детето го хранат со мобилниот телефон, го оставаат пред мобилниот телефон и тука велиме дека грешат, да не послушаат барем во еден дел од таа препорака, затоа што детето со мобилниот нема интеракција. Но детето му треба зборување, му треба разговор, му треба укажување. Иако не зборуваат најголем дел од децата до 2 години, многу е битна интеракцијата со родителот, со бабите, со дедовците и советот е секогаш да ги социализираме и да влезат во установа од претшколска возраст или да влезат во градинките. И на тој начин овде ќе се развијат сите потребни моменти, говорот, социализацијата, ќе се прележат голем дел од вирусните и бактеријските инфекции, што е несомнено нешто што е типично првите 3 години, да речеме и наредните 3 години, затоа што у педијатрите ние имаме многу важен скок првите 3 години да го помина тој општ имунитет. Вторите 3 години до 6-та година исто сакаме да ја нели скокнат и таа втора скала во имунитетот и да не се плашат ни родителите, ни бабите и дедовците, и нивните деца ќе добијат и вирусни инфекции при престој во градинка. Тврдам секогаш и дома чуваното дете не е апсолутно здраво, затоа што по здравје како дефиниција не се подразбира отсуство на болест. Здравјето по дефолт би значило една благосостојба и ментална, и физичка, и социјална, значи здравјето е еден многу комплексен процес и сите треба да се грижиме за тоа. Децата, рековни, се најважни. Ние мора да вложиме сили, снаги и како држава, и како педијатри, да ги насочиме на правилен пат, да го трасираме тој пат што е, верувајте, многу тежок, трнлив пат, едно дете да го изгледате првите 5-6 години,
затоа што втората фаза во растот и развојот веќе тргнувањето во основно училиште. Значи првите 5 до 6 години имаме многу предизвици. Знаат сите родители колку често не посетуваат првата година, да не речеме втората, кога децата ги добиваат типичните вирусни инфекции. Се трудиме на најбезболен начин тоа да го надминеме. Имаме и алатки ние како лекари, проверуваме, докажуваме за што се работи. Иако имам голема забелешка за тоа што многу деца наши во Македонија примаат антибиотици, примаат лекови непотребно, верувајте, за една вирусна инфекција. Тоа мора да го и ние педијатрите нели искорениме, затоа што ја правиме огромната штета понатаму. Ние Во тој случај треба поголема едукација на самите родители. Точно, треба поголема едукација. Знаете, они денеска следат интернет, следат социјални мрежи, читаат коментари, кој како поминал, нивното дете како е. Секогаш тврдам, едно дете не се споредува со другото дете, дали од пријателите, од роднините. Секој дете си има своја генетика, значи своји наследни фактори, меѓутоа во растот и развојот многу има влијание епигенетиката, значи епигенетските фактори, околинските фактори, условите на живот, која е исхраната, кои се активностите на дете што ги прави. За правилен раст и развој за едно здраво дете, ние с педијатрите секојаш кажуваме прво е исхраната, второ секојаш на нас ни е одморот, добриот сон. Во денешно време сите родители се жалат децата не им заспиваат во времето кога што треба да спијат. Овие деца, овие генерации остануваат до доцна, седат до доцна заедно со возрастните. Ако ви кажам дека хормонот за раст се лачи во 21 часот навечер, тоа значи детето треба да спие во тој момент за да хормонот за раст ја исполни својата задача. И нашите баби биле паметни кога велеле легнете си рано за да пораснете. Во наше време кога бевме деца се знаеше после цртаниот филм децата мора во кревет. Денес се изместија тие граници, се изместија сите тие перцепции за тоа каков е начинот на заспивање, децата се потешко заспиваат. Никош сме принудени да препорачаме некој природен препарат од типот на мелатонин за да помогнеме на тие родители децата да им заспијат рано. Децата имат најголема енергија првите 5 години. Таа енергија што ја содржи во телото нивно, таа мора се потроши. Ако ви едно дете не го ставите денеска во активност, да трча во парк, да оди во природа, да игра, а го оставите обратно да седи цел ден пред мобилниот и пред компјутерот, нормално дека вие не ќе може тоа дете да го заспиете, затоа што таа енергија не ја потрошил. Детето дневно мора да помине, да не речам 10 километри, и таа енергија да ја потроши за да може мирно и на време да си заспие. Сакала пред самиот крај да се осврнеме и на редовната вакцинација и на редовните прегледи. Напоминавте здравјето е пред сеја, верувам дека од тука и почнува здравјето на најмалите. Така. Голем апел како педијатри, нормално кај сите родители, зборуваме колку е важна вакцинацијата и систематските прегледи. Многу пати на систематските прегледи ќе откриеме нешто што можеби за време на преглед, кога носат болно дете, ние како педијатри нема да приметиме. Систематските прегледи се и за тоа, и на време да откриеме ние неправилни положби на телото, да откриеме дали некоја дете има сколиоза или кифоза, табаните ги гледаме дали им се рамни. Се почесто сега гледаме деца со миопија. Замислете, тоа е една состојба на кратковидост, токму поради тоа што долго време седат на мобилниот телефон. Вакцинацијата е најголема придобивка во медицината, да не речам во 20-тиот па и во 21-виот век. Многу години наназад, мислам дека пред 160 години уште Дженер кога првата вакцина за вариола ја произвел. Значи ние имаме толкова придобивка од вакцинациите во денешно време. И ако ќе спомнам, имаме една мала група на родители антиваксери. Со нив нормално ни треба повеќе време да издебатираме, да се убедуваме. Меѓутоа најголем дел од родителите ја прифатија редовната вакцинација, календарот е, да не речем, ист како и во другите држави. Со тоа што ние имавме и нови вакцини што ги воведовме од пред неколку години, знаат сите родители и за стрептокока воведовме, за ротавирусот воведовме, за хемофилус инфлуенца тип Б, а сега како педијатри најголем предизвик не ова држава наша да дозволи да ја
ставиме во редовен календар и вакцината за РСВ вирусот, значи за респираторниот синцитијален вирус. Тоа ни е голема борба да успееме, значи таа вакцина во редовен календар да се стави. Затоа што верувате, многу ни е важен тој тип на вирус да го ние покриеме и да децата ги заштитиме, затоа што доенчењата и малите деца првите 2 до 3 години многу страдат од тој вирус, затоа што тој вирус им прави тешки бронхиолитиси и престојот во болница е неминовен. Трошиме многу пари, многу ресурси, трошиме значи голем временски потенцијал и кадровски потенцијал, затоа инсистираме и верувам дека ќе успееме во намерата и РСВ вакцината да ја ставиме во редовен календар. Благодарам многу за одвоеното време и што добивме вакви исцрпни одговори. Верувам дека помогнавме на многу мене. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Говоревме за детското здравје по повод Светскиот ден на здравјето, 7 април. Верувам дека дадовме корисни совети за сите оние родители кои што се утринала заедно со нас.